Вести на Канал 8, добро вечер. Сточарите од Малешевијата излегоа на протест и ги блокираа магистралните патишта кон Делчево и Кочани. Причина за блокадата е незадоволството од тоа што надлежните државни институции не покажуваат интерес за заштита на говедата од болеста јазлеста кожа. По затворањето на сточниот пазар во Облешево, незадоволството на сточарите од источниот регион се шири. Магистралните патишта од Берови Пехчево кон Кочани Делчево беа блокирани од страна на одгледувачите на говеда од Малешевијата. Причина за тоа е бавната реакција на надлежните државни институции околу заштитата на говедата од болеста јазлеста кожа. Велат дека се незадоволни од одлуката на Министерството за земјоделство да се уништува цело стадо говеда, дури и ако се регистрира само едно или две заболени грла. Со оглед што повеќе семејства на истокот живеат од сточарство, ваквата мерка ќе ги оставила без екзистенција. Да се укине таа мерка, да се уништуваат само заболените грла на добиток во стадото, а останатите да се надледуваат под карантина или одредени ветеринарни услови, како ќе кажат инспекторите надлежните за таа служба, да се пушти да има авионско прскање од инсекти, што е можно побрзо. Има најавено од државата дека ќе стигнат вакцини. Нема одреден датум кога ќе стигнат, дали на 30 јуни, на 30 мај, не се знае кога ќе стигнат. Некој чува 5, некој 10, некој 50, 60, имат некој по 80 грла, така да штетата ќе биде многу голема ако не се преземат мерки. Во Малешевијата и целиот источен регион има неколку илјади грла говеда и без адекватна и брза заштита сите се изложени на опасноста да заболат од јазлеста кожа. Проценка е дека во источниот регион досега се уништени 100 глави добиток, што за нивните собственици е загуба од околу 100.000 евра. Сточарите кои ги блокираа патиштата велат дека со протести ќе продолжат и во наредните денови, се до исполнување на барањата. Подржувачите на граѓанското движење за одбрана на Македонија и Протестирам со протести во Виница. Упатија различни пораки за решавање на политичката криза во државата и за одржување на изборите на 5 јуни. Подржувачите на граѓанското движење за одбрана на Македонија во Виница на мирен протест испратија порака за одржување на избори на 5 јуни како најдобар начин за излез од кризата во која според нив опозицијата ја вовлече Македонија. Мирен собир имаме поради проблемите што се ствараат во самата држава, бидејќи на регуларен начин изборите сме ги добиле, а сакаат власта да ни ја земат со сила. Која нешто не го оправдува. Еве гледате сами тука и самиот собир, луѓето што се собрани за таа цел се тука, да ја искажеме поддршката на народот, да има избори и на тие избори кој победи нека владее. Мирољубиво нека си биде. Без разлика кој победи нека си ја води државата, а не на таков начин, кукавички начин што вели народот, од причини што навистина без избори власта да ја добиеш не е во ред. Подржувачите на граѓанското движење за одбрана на Македонија во Виница повторија дека излезот од политичката криза во Македонија се веќе закажаните парламентарни избори. Мирниот протест на ГДОМ од Виница се одража на улицата Ленинова. Во Виница протест и на Протестирам, чии подржувачи тргнаа од градскиот плоштад низ улицата Маршал Тито до хотелот Александар парк. На протестот, кој беше дел од шарената револуција, подржувачите на Протестирам со транспаренти и свирки протестираа против одлуката за помилување на политичарите. Против аболицијата од председателот Ѓорѓе Иванов и против криминалната влада. Нееднаквост према граѓаните. За едни важат законите, кривични, за други не. Вакви протести се најавуваат и во наредните денови се до конечното исполнување на нивните барања. Во присуство на голем број верници беше осветена новата црква во село Видовиште, општина Зрновци. Чинот на осветувањето го изврши митрополитот Брегалнички господин Иларион заедно со свештеници од Брегалничката епархија. Црквата е посветена на патронот на Македонската православна црква Свети Климент Охридски. Верниците од село Видовиште добија нова црква. Своите верски потреби одсега ќе може да ги извршуваат во ново осветената црква посветена на патронот на МПЦ Свети Климент Охридски. Со голем народен собир пред присутните верници во село Видовиште, општина Зрновци, беше осветена новата црква во ова село.
Црквата ја освети митрополитот Брегалнички господин Иларион во сослужение на свештенослужители од Брегалничката епархија. Овој храм го прими и Бог и верниот народ од рацете на нашиот многосакан и почитуван градоначелник Блаже со неговите соработници и советници кои што со несебично, со многу љубов го изградија и подарија на својот народ, на мајката црква, Македонската православна црква. Посакуваме многу радост, многу крштевки, венчавки во него, многу причесници и освојувачи на Царството Небесно. Христос воскресна за многу години. Црквата во Видовиште е инвестиција на општина Зрновци, а се градеше 3 години. Во фреско сликањето на внатрешниот дел на црквата покрај општината помогнаа и жители на Видовиште и Зрновци со своји донации и откуп на простор за сликање икони. Фреско живописот е дело на Валентин Ѓурковиќ, сликар од Кочани, кој ги наслика и фреските во црквата во Мородвис минатата година. За нас е ова значаен историски ден, бидејќи за прв пат во село Видовиште осветивме црква. Мене навистина многу драго. Вистина патот беше тежок, меѓутоа сепак, бидејќи работевме крајно посветено и со љубов кон Бога, успеавме да постигнеме, да го целосно завршиме овој објект, исто така и партнерно да го уредиме. Еве денес се случи осветувањето и навистина ми е посебна чест и задоволство и од се срце сакам на граѓаните на Видовиште да им го честитам овој убав храм и да им посекам многу здравје. Блаже Станков и официјално го предаде новиот храм на Македонската православна црква, а владиката Иларион рече дека градоначалникот Станков се заложи да направи црква, светилишта и молитвени домови за сите луѓе кои што ќе го бараат Бога и духовно ќе се нахрануваат, и затоа на него и на Советот на општина Зрновци им даде благодарница за големата љубов што ја дадоа кон верниот народ кој што живее во Видовиште. По осветувањето за сите верници беше подготвен празничен ручек. Представници од општина Чешиново Облешево на фестивал на штркот во Бугарија во населеното место Белозем. Целта на фестивалот е да се промовира идејата за можен соживот на луѓето со природата и да се привлечат повеќе туристи во овие населени места. Делегација од општина Чешиново Облешево викендов престојуваше во бугарското населено место Белозем на традиционалниот 11-ти фестивал на Белиот штрк. Населеното место Белозем од 2005 година од страна на германската фондација Евронатур е прогласено за село на Белиот штрк. На овој традиционален фестивал во Бугарија биле поканети да учествуваат со единствена цел да ја продлабочат соработката меѓу двете општини како членки на Асоциацијата Европско село на Белиот штрк. Целта на фестивалот е да се промовира идејата за можен соживот на луѓето со природата и да се привлечат повеќе туристи во овие населени места. На овој традиционален фестивал на Белиот штрк покрај општина Чешиново Облешево учествувале и представници од општината Бурса од Турција, две општини кои се дел од Асоциацијата Европско село на Белиот штрк. Општина Чешиново Облешево во 2013 година е прогласена за Европско село на Белиот штрк, каде што секоја година се одржува манифестацијата посветена на штркот. Годинава манифестацијата во чест на Белиот штрк се одржа на 6 мај Ѓурѓовден во паркот на штркот во село Чешиново, населено место каде што според евиденцијата на Македонското еколошко друштво има најголем број на штркови гнезда во Македонија. Учениците од основното училиште Малина Попиванова најдобри од регионот. На регионалниот надпревар детски семафор што викендов се одржа во општина Карбинци го зедоа првото место и со тоа обезбедија пласман за учество на државниот што ќе се одржи на 21 мај во Скопје. Прво место за учениците од основното училиште Малина Попиванова на регионалниот надпревар детски семафор што викендов се одржа во општина Карбинци. Во силна конкуренција од повеќе училишта од регионот, учениците од основното училиште Малина Попиванова екипно го освоија првото место. Екипата е составена од учениците Вероника Крстова, 5-3 оделение, Анастасија Таушанова, 5-3 оделение, Дамјан Велков, 5-3 оделение и Јана Анастасова, 6-2 оделение. Од постигнатите резултати сме многу задоволни затоа што конкуренцијата беше голема. Во поединечна конкуренција прво место освои Патрик Илиев од 5 оделение и второ Дарко Златков од 7 оделение, зашто добија и подароци од организаторите.
Во селото Карвинци го правевме тестот, потоа бевме во Тејинци, па таму бевме на полигонот, таму возевме на полигонот, потоа се вративме по резултатите во Карвинци. На регионалниот натпревар првото место го освоив јас, на регионалниот тоа е поединечно, а групно заедно сите пак освоивме прво место. Јас учествував на регионалниот натпревар на детски семафор и го освоив второто место, за награда добив таблети, со тоа се класификував на државен натпревар. Учениците за надпреварот се подготвуваа под менторство на наставничката Мариетка Стојанова. Со освоеното прво место екипно обезбедија пласман за учество на државните надпревари, што ќе се одржат на 21 мај во Скопје. Матурантите од Средното општинско училиште Гошо Викентиев се подготвуваат за прослава на матурската вечер. И годинава традиционално ќе продефилираат на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри, а потоа организирано ќе се упатат кон Браната градче, каде што ќе го прослават полнолетството. Течат подготовките за организирањето на матурската вечер на матурантите од Средното општинско училиште Гошо Викентиев, која што е закажана за 20 мај. Организирано со класните раководители ќе влегуваат во училиштето, каде што ќе го одржат последниот класен час. Пред заминување на прослава во Еврохотел градче, ќе продефилираат на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри. Самата агенда е замислена некаде околу 17:45 до 18 часот пристигнување на матурантите во училишниот двор, постројување и организирано влегување во училиштето. Од 18 часот до 18:30 ќе трае влегувањето во училиштето, краток класен час околу 10-15 минути, да ги дадат класните раководители последните упатства на матурантите. Од 18:30 до 19 часот е излегување и фотографирање пред самото училиште на матурантите групно со целиот клас. Веќе 19:10 се очекува пристигнување во градскиот парк, значи организирано со автобуси, каде што ќе има кратко дефиле од фонтаната па до летната сцена на Домот на културата, каде што ќе продефилираат сите матуранти. По краткото дефиле на летната сцена околу 20 часот организирано со автобус заради поголема безбедност, матурантите ќе се упатат кон Еврохотел градче, каде што ќе прослават полнолетството. Следуваат информациите од спортот. Викендов на стадионот Никола Мантов се одржа изборен турнир за екипите од детската фудбалска лига Источен регион. Од екипите од неколку општини кои се надпреваруваа во лигата, победник во сите категории е екипата на Фудбал Старс од Кочани. Најмладите фудбалери од Источниот регион кои со своите екипи се надпреваруваат во детската фудбалска лига. Викендов во Кочани ги одмеруваа знаењата и подготвеноста на изборниот турнир како квалификација за влез на државниот турнир што идната недела ќе се одржи во Скопје. Освен крајниот резултат, една од целите на турнирот и организирањето на детската лига е популаризација и поголема масовност во овој спорт меѓу младите, зашто нашата фудбалска федерација и општинските фудбалски сојузи добиваат поддршка и од УЕФА. На турнирот во Кочани учествуваа околу 150 млади фудбалери, распределени во 4 возрастни категории. Вкупно учествуваат 11 екипи. Значи 4 генерации имаме во 2003, 3 екипи имаме во 2004, 3 екипи имаме во 2005 и 2 екипи имаме во 2006. Значи такмичењето го сочинуваат од Кочани 3 екипи, Делчево и Оризари. Значи сите се од нашиот крај, да не речеме, предел од Кочани. И една екипа од Рудар Пробишти. За сега најдобра котирана екипа е екипата на Фудбал Старс, која стварно обилно работи, веќе има регистрирано околу 120 деца и се покажува самиот квалитет. Значи во сите генерации децата на Фудбал Старс предначат. Очекувано, како што нагласи и Кушевски, севкупен победник на изборниот турнир е екипата на Фудбал Старс, која ги освои првите места во сите 4 категории.
Како резултат на добрата игра и подготвеноста на најмладите фудбалери од регионот, двајца од нив веќе се повикани за учество на државниот турнир во Скопје. Без разлика на успехот и постигнатите резултати, за сите екипи кои се надпреваруваа на регионалниот изборен турнир, им беа поделени пехари, како признание за прикажаната игра и поттик за натамошни успеси во надпреварувањата во детската фудбалска лига. Уште една информација од спортот. Во текот на викендот се одигра надпреварите во првенството на третата фудбалска лига Исток. Осогово забележа уште една победа во гости, а Виничка Слога претрпе катастрофален пораз во Струмица. Во првенството на третата лига Исток викендов се одигра 21-то коло, во кое кочанскиот третолигаш приреди изненадување. Иако фудбалерите на Осогово ги очекуваше тежок и решавачки надпревар за излегување од опасната долна зона, тие од гостувањето против Напредок Здравје Радово се вратија со целосен успех. Иако екипата од Струмичкиот регион во текот на целото првенство игра солидно и се наоѓа во горниот дел од табелата, во неделата таа беше изненадена од нашите фудбалери и претрпе пораз од 2:1. Колку неизвесен бил овој резултат зборува и податокот што домашните први дошле во водство со голот што го постигнале на крајот на првото полувреме. Ова водство тие успешно го бранеле и во текот на вториот дел, се до завршницата кога во 88-та минута жолтосините најпрво преку Манов изедначиле, а 2 минути подоцна со голот на Драган Паунов го поставиле и крајниот резултат, обезбедувајќи ја победата. Со тоа, на некој начин, Осогово се рехабилитира по минатонеделниот пораз од 5:0, што на домашен терен го претрпе од лидерот Академија Пандев. Во последно 22 коло, кочанскиот третолигаш на домашен терен ја пречекува екипата на работник од Џумаилија, која во моментот е четврто пласирана. Слога 1934 пак, викендов гостуваше во Струмица на надпревар против лидерот Академија Пандев и доживеа катастрофален пораз од 10:0. Со оглед што струмичани веќе сведната нога се во второлигашкото друштво, надпреварот за Виничкиот третолигаш беше само формален и сите во екипата беа свесни оти нема што да бараат за да го подобрат бодовното салдо. Сепак, примените 10 гола се премногу за да се направи обид тие да се извлечат од предпоследната позиција. Во последното коло против Напредок Здравје Радово ќе треба да се изборат за подобар конечен пласман во првенството, што ќе биде тешка задача со оглед што имаат само 19 бода. Вестите на Канал 8 завршија, ги имате информациите и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.